Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Јоил, светиот маченик Вар и преподобниот Прохор Пчински. Светиот пророк Јоил. Втор по ред од малите пророци, светиот Јоил бил син на Ватуил од Рувимовото колено. Живеел 800 години пред Христа. Пророкувал за бедата на израелскиот народ и за вавилонското робство, за гревовите направени пред Господа. Го повикувал народот на пост и свештениците на покајни плачни молитви, Бог да биде милостив. Наредете пост и повикувајте кон Господа. Помеѓу тремот и олтарот нека плачат свештениците. Јоил го прорекол слегувањето на Светиот Дух на апостолите, излевањето на благодатта на Божиот Дух на сите христијани. Го прорекол и го опишал страшниот суд Божји. Ја прорекол и славата на светата Божја црква. Светиот маченик Вар бил римски офицер во Египет и притоа бил таен христијанин. Кога биле фрлени во затвор 7 христијански учители, Вар ги посетувал во затворот и ги снабдувал со потребното и им служел усрдно. Тој им се восхитувал на мачениците и жалел што и тој поради стравот не можел да постане Христов маченик. Овие Божји луѓе го охрабриле и Вар решил и самиот со нив да појде на маки. Еден од тие Божји луѓе починал во затворот. Кога нечестивиот кнез ги извел пред себе мачениците, видел дека се 6 и прашал каде е 7-миот. Јас сум 7-миот, му рекол Вар. Тогаш разлутениот кнез прво го измачувал Вар. Наредил гол да го шибаат со суви стапови. Потоа го врзале за дрво и со ножеви му сечеле парче по парче месо, се додека светиот Вар не ја предал својата света душа на Бога. Неговото тело било фрлено на ѓубриштето. Некоја жена Клеопатра, родена во Палестина и вдовица на некој офицер, се нашла овде со својот син Јован. Таа тајно ги зела моштите на Вар од ѓубриштето и ги погребала во својот дом. Потоа издействувала од кнезот дозвола да може од Египет во Палестина да го пренесе телото на својот покоен маж. Како на жена на офицер, кнезот тоа веднаш и го дозволил. Но блажената христијанка Клеопатра не го пренела телото на својот маж, туку моштите на светиот маченик Вар. Ги донела моштите на маченикот во своето родно село Едра во близина на Тавор и таму чесно ги погребала. Потоа му подигнала и храм на светиот Вар. Свети Вар и се јавувал често од оној свет светол како ангел Божји. Преподобниот Прохор Пчински, современик и другар на светиот Јован Рилски и на Гаврил Лесновски. Според неговата молитва, Бог му го покажал местото каде ќе се подвизува. Тоа место било една пољана крај реката Пчиња. Овде светиот Прохор се подвизувал се до староста и до смртта. Само единиот Бог кој се гледа ги знае неговите трудови и искушенија, кои во текот на подвигот ги претрпел. Но според неговите мироточиви мошти и безбројните чудни исцеленија што ни до ден денес не се прекратуваат, може да се просуди за величината на неговиот подвиг и за величината на Божјата благодат што му била дадена заради неговите големи трудови.
Светиот Прохор се упокоил и се преселил во Небесното царство во 11 век.